Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски вчера ја промовираше изборната програма на 500 страници со проекти и конкретни рокови за реализација во наредните 4 години. Дел од програмата реално 2017-2020 работа, сигурност, напредок се проектите за повисоки плати, повисоки пензии, 600 милиони евра за земјоделски субвенции, нови автопати, пруги и нови енергетски капацитети, поголема финансиска поддршка за компаниите, како и многу поволности за започнување на бизнис и намалување на невработеноста. Според програмата во наредните 4 години, како што истакна Груевски, предвиден е раст на македонската економија од 3 до 4,5%, а невработеноста до 2020 година да падне на историски најниски 17 до 18%, при што е предвидено за 4 години да се отворат 70.000 нови работни места. Во програмата за наредниот 4 годишен период е предвидено платите во јавната администрација да се зголемат за 10,25%, а исто толку да се зголемат и пензиите. Социјалната помош е предвидено да се зголеми за 50% во наредните 4 години, како и зголемување на минималната плата на 14.000 денари до 2020 година, без ризик за отпуштање од работа. Меѓу проектите кои ги најави лидерот на ВМРО-ДПМН се и отворање на истражувачко-развојни центри во ТИРС зоните или надвор од нив и два нови проекти кои ќе значат заживување на економијата и отворање на нови работни места. Првиот се однесува на рестартирање на старите пропаднати во транзицијата производствени капацитети, а вториот проект кој што Груевски го најави во предизборната програма се рурални развојни зони. 2000 евра за секое ново работно место што ќе го отворат, а ако отворат работно место за стечаец, 4000 евра грант по еден вработен. Под услов работникот да се задржи на работа минимум 5 години. Второ, финансиска помош за реконструкција, адаптација на самите хали, набавка на нови машини и опрема во износ од 10% од инвестираната вредност до максимум 500.000 евра грант од државата. Груевски најави дека и во наредниот период ќе продолжат со инвестиции во инфраструктурата. Во програмата се предвидени инвестиции во железницата, како и продолжување на проектот Купи куќа за млади. Во предизборната програма на Коалицијата за подобра Македонија има нов проект наречен Купи куќа за над 36 години, со поволности за нов дом за лица над 36 годишна возраст. Меѓу проектите предвидени во програмата се и веќе промовираниот проект од град во село за нов почеток, како и отворање нови рудници, нови енергетски капацитети и завршување на изградбата на примарната гасификација во целата држава до 2020 година. Во здравството пак, како што и веќе беше претходно најавено во наредниот 4 годишен период, во програмата се предвидени инвестиции од 33 милиони евра во набавка на нови 3700 апарати за болниците. Во програмата предвидена е изградба на 18 нови училишта, 140 градинки, 78 спортски сали, 3 нови студентски домови. Сега е јасно на сите дека целото сценарио кое започна пред 2,5 години завршува токму со официализирање на политиката за која се залага Заев, кој е главен инструмент во ова сценарио. 11 декември е ден кога граѓаните референдумски ќе излезат и ќе гласаат против ова сценарио. Против оние кои сакаат да ја разнебитат државата, односно ќе гласаат за суверена и самостојна Република Македонија. Груевски порача дека граѓаните на 11 декември ќе донесат две одлуки, едната за себе и за нивните семејства, а другата за суверена, самостојна, унитарна и посилна Македонија.